Валандовчани се мобилизираа. Во канцеларијата на Државната изборна комисија депонираат потписи за да се распише референдум за рудникот Казандол. Потребни се околу 2000 потписи, пошто локалните власти ќе мора да дозволат референдумско изјаснување на граѓаните, чие прашање допрва ќе се формулира. Се знае оти треба да има референдум. Зошто Валандово е земјоделски крај, чист, а сега да биде загаден. Половина од Валандово веќе сме сите болни од карцин. Оптимиста сум дека изградбата на рудникот ќе се стопира. И мислам дека овој град е најеколошки во Македонија. Активисти на граѓанската иницијатива Спас за Валандово се веќе на терен. На местното население им ја објаснуваат потребата од референдумско изјаснување за отварање рудници. Тие се оптимисти дека потписите ќе ги соберат пред 15 јуни. Потписите се потребни за одржување на референдум. 20% од вкупното население со право на глас, околу 2000 потписи. Не да сме оптимисти, апсолутно сме сигурни дека ќе има референдум, за да граѓаните може да кажат, да го дадат последниот збор, дали се за или против отварање на рудници во нивната еколошка здрава средина. На терен се и од компанијата Сардиш МЦ. Со брошури и флаери ги информираат валандовчани дека нивната инвестиција во Казандол нема да има негативни последици врз животната средина и органското земјоделско производство. Ќе била инсталирана опрема од фински Аутек, која нема да испушта штетни емисии. Сепак иницијаторите тврдат дека граѓаните се тие што треба да одлучат. Граѓанската иницијатива Спас за Валандово внедела на овој градски парк ќе организира фестивал на локална храна и економски развој. На повеќе штандови ќе биде презентирана локалната храна, но и ќе се дебатира за и околу придобивките од земјоделството, но и кои се можните последици од тешката индустрија во оваа општина.